точно. Не е точно. Благодаря ви, успина да кажа дека таа информација во Државна изборна комисија на едно прашање би одговорила дека мора да се променуваат други гласови. Кои стори ќе бидат задолжени за тоа. Абе, видите, јас ве разбирам. Стварно ве разбирам. И вие си правите анкети. Анкетите до Битол, че се Битол, за да се навреместят 15 месеца. Нешто мислам да се видим. Сосема ме разбира. Ама дайте малко да сме по-обективни. И дори најмало дека мислите добро, ако вие сте по-говорно например, се кажете за подателно система. Или сте овој компромиси да правите. Ние викавме дека вие спратите на референдум. Еден краен став. Вие викате мора да има референдум. Друг краен став. Окей, ние попуштаме и викаме. И ние гласаме за референдум. Значи ме бола. Си да слушам, защото никога не референдум. Дайте чето да направите. И аз това ще ви вярвам дека наистина вие некој добробит на ум за граѓаните да останете. А вие како вие за подписи имате за да изразите, чисто кандидатурите, се пакета 15 октомври и потоа нас не викате, не нямаме никакви задни намери за да покажете. Значи ви кажа причина. Кога? А јас ги одлично гледах и баревки, што ми ги форматира чанови на ВМРО да помане, кога стига пораката, дека треба во 11:30 часот да се најдеш против Реалскиот геро пред Реалскиот пазар, затоа што ги се собија подписи за референдумот. Тоа значи дека цел гласачко дело односно сите членови се скапифира. И покрај тоа, само недела дена, значи се само недела дена, ќе се објавите 1300 подписи, еве сега имате 4000 или 5000, со декларирано гласачко дело од 15 до 20.000 луѓе. Значи некаде имате проблеми со тоа. И јасно ми е зашто ви е 15 октомври, тој проблем сакате некако да го репасирате, да ги мотивирате од место. Ето и работа, потоа, која ќе излезат на гласачкото место, да ги прават по дефолт, по навика. Не и се оддалечи по тоа што навистина сака да ви покажа. Оно што мене најмногу ме разочарало со ВМРО започнајќи подобро на водници, зашто сепак сме политички противници и вашето купење е победа на нашата опција. Оно што мене ме разочарало е што 11 години еден од главните механизми на владење, не единствен, еден од главните механизми на владење ви беше стравот. Стравот прво до вашето членство, дека по ВМРО да на люди на властите ги бидат попуштени, затоа излезете, гласете, агитирайте. Стравот, купаме по пензионерите. Можете случајно да звоните да приписува само на власт од Илюкини зголемувањето на пенсиите. Стравот, купате до земјоделците, дека ги изгубат тоа што повеќе нема да ги приписува своји субвенции. Стравот од најранливите социјални категории дека ги изгубат социјалната помош. Тоа беше еден од механизмите кои што ако го разговарате с 11 години. Моето разочарување што тоа поминајќи 11 години треба да го пренесете и понатаму продолжите да го користите ова како единствено средство повторно страв. Ова е чиста манипулација на основа страв. И никој не може да го манипулира. Дури и вие не го демонтирате тоа. Вие и нам ни викате. Вие плашете се. Плашете се од Бабарога, сите има да ни се. Ама вие сте храбри. Ние сме храбри доволно да речеме во рете дека дојде Бабарога и ние ќе гласаме за да не дојде. Ама дајте да поразговараме за тоа. И толку немате доблест да речете 15 октомври сме. А што се однесува? Уште една реченица само и да прекинем. Што се однесува до нашето излекување, пошто повеќе пати спомнавте дека списака минатата седмица, значи да подсетам, вашиот
е донесена, ретергира, вие рекохте предно едната версијата на стратегијата, а нашиот предлог, кој што исто така го одбивме, и заради кој што ние напуштивме седмица, да беше многу порадикален на вашето. Вашето одбивање беше анблок и самите денес вие имате отстапено вашето анблок одбивање на стратегијата и викате против населување и интегрирање. Во таа стратегија имате обработено прашање за бежанци, за мигранти, за странци, за милион други работи. А вие со предлогот кој што поставите како заклучок на мината седмица, анблок цела ја одбивате. И после се прашувате зошто ние како реакција на пустите седмица. Затоа што е безпредметно да одбие цела една стратегија анблок. Можем да разбирам 10, 15, 20 точки или сметата. И тоа водене има 300 точки. А вие ја одбивте комплетно. Кога ние предложивме заклучок